Кога ќе идеме дома сме мајки, сопруги, кога ќе дојдеме на работа сме тоа што сме. Ги рушиме стереотипите дека тоа е типична машка професија. Тука работиме специфични и специјални задачи кои што захтеваат да постојано бидеме психички и физички спремни. Полиција! Секоја жената има многу поголем момент на рационално користење на разумот, да кажам, и можеме многу посмирено да ги примиме сите информации. Извршување на задачите во единицата и за припадниците и за припадничките подеднакво ист. Специјалната антитерористичка единица Тигар е формирана во рамки на Министерството за внатрешни работи во 1981 година. Дури пред 15 години ја доби првата припадничка. Таа е преговарач, позиција клучна, особено при заложнички кризи. Преговарачката работа навистина е многу специфична и деликатна. Не може секој еден припадник да ја работи во оваа ситуација. Пред се треба да имате малце повеќе оскокнување од типот на комуникацијски вештини, разбирање, сослушување на другите страни. Денес таа не е единствена членка на Тигрите. Единица која може да се пофали со врвен снајперски тим. Според претпоставените, токму жена снајперист е меѓу најпрецизните. Погодок, добре. Треба да припазите многу на како прво на вас како личност, да бидете смирена личност, дишење, повлекување, психички треба сте многу стабилен, бидејќи тоа што го работиме е многу опасно и нормално одзема човечки животи. И двете наши соговорнички се мајки и сопруги, но велат само дома. На работното место за нив важат единствено професионалните стандарди. Навистина има потреба многу огромна поддршка од семејството и сум горда што ја имам истата поддршка и не чувствувам некоја напнатост или некој дисбаланс меѓу работата и семејството. Секој што пробал и што нормално треба преходна психички и физичка припрема да има пак на некој ниво, не верувам дека нема да успее, без разлика дали е машко, дали е женско. Од командата на Тигрите велат дека условите за престој и работа на припадничките на единицата се прилагодени на нивните потреби и тврдат дека досега немало случај на дискриминација. Сепак, дел од нормите и критериумите што треба да се исполнат се разликуваат во зависност од родот. За разлика од мажите, дел од проверките, односно тестовите кои што треба да ги поминат колегите жени, се родово сензитивни, прилагодени на жени. А додека зборуваме за задачите, тука не постои разлика, тука постои само извршување на задачата. Девојки, мајки, сопруги, професионалки. Има и во единицата за брзо распоредување или ЕБР, чие мото е секогаш секаде. Рамо до рамо, израз што е синоним за еднаквост, важи за сите колеги и колешки во оваа полициска единица при извршувањето на спортските активности, разните видови професионални обуки, но и при реални операции на терен. Ниту сме дискриминирани, ниту сме навредени, едноставно сета помош од припадниците кога ни е потребна, ни е пружена воедно исто и нив се помагаме меѓусебно, се надоградуваме, тимски работиме, така да во оваа единица помеѓу припадниците и припадничките таа поделбени. Во нашата култура многу момчиња сонуваат да бидат специјалци, но тоа од детството го посакувала и оваа жена, сега припадничка на ЕБР. Едноставно ми беше сон и престиж да бидам дел од ваква единица, како што сум и денес дел, и се уште ми се нема отрната таа желба и мотив за работа. Од вкупниот број припадници на ЕБР, денес околу 6% се жени. Без разлика на полот, имаме помагање во извршување на сите задачи, било да е машко кон женско или обрат. Пушка за проверка, репетирај. Закачи.
спремен доле си болje. Подобро, тука, ама добре. Формирана во 2001 година, задачите на ЕБР се од одржување на јавниот ред и мир при демонстрации и немири до антитерористички операции и обезбедување VIP личности. А сето ова не признава родова, туку само професионална припадност. Во единицата за брзо распоредување, тимската работа е нешто што најмногу вредно. Тоа значи дека припадничките на женската популација заедно тимски настапуваат при извршување на секојдневните задачи. При спроведување на обуката и при извршување на задачите. Од тука произлегува и близината помеѓу сите колеги во единицата без разлика на пол. Ренџерскиот батальон кој извршува специјални задачи во земјата и странство е една од специјалните армиски единици. Меѓу ренџерите има жени уште од формирањето во 2004 година, а денес се вкупно 12. Тие редовно учествуваат и во мировни мисии надвор од земјата. Желбата и идејата за да бидам дел од ренџерскиот батальон всушност беше да си докажам и на себе си, а и на останатите дека и ние жените можеме и сме равноправни да ги извршуваме задачите кои што важат за типично машки задачи. За едно од припадничките на батальонот никогаш во животот немало машки задачи што не може да ги изврши. Како што се сеќавам, уште од мали нозе имав желба да носам униформа и да работам во нашата армија. Секако тука и мојот надпреварувачки дух кој што го имам од мала и од најрана возраст се занимавам со секакви спортски активности, па може би тоа придонело за да ја донесам оваа одлука. Секојдневните тренинзи се предизвикувачки, па потребни се дисциплина и упорност за нивно извршување. Но ренџерките велат дека жените не треба да се плашат од непознато и предизвици. Имаме собствени соби каде што престојуваме, посебни купатила каде што ќе може да се истушираме после физички активности и мислам дека се што треба ни е пружено. Да се биде дел од специјалната единица, еве ние сме доказ женскиот персонал дека тоа е возможно и дека ги рушиме стереотипите дека тоа е типична машка професија. Доколку се чувствуваат спремни и психички и физички да не се откажуваат без разлика дали се работи за влез во армија, за да се вработат во армијата и за било која друга професија што се смета за машка. Во ренџерскиот батальон велат дека секогаш преовладува тимскиот дух. Кога веќе разговараме за женскиот пол, скоро сите со еден или два исклучоци се со фамилии, со деца и без разлика на нивните приватни ангажмани, односно фамилијарни ангажмани, работа ја извршуваат целосно и без никаков проблем, но секако дека и ние имаме предвид, како што имаме за секој еден припадник во предвид дека некои обврски се неизбежни, така да и за женскиот персонал важи истото. Меѓу НАТО земјите, Норвешка напредуваше брзо во уривањето на родовите бариери во специјалните единици. Во 2014 година е формирана првата специјална единица составена само од жени, наречена Јегертрупен или ловечки одред. Припадничка на Националната гарда на САД пак во 2020 година ја заврши обуката на специјалните армиски сили и стана првата жена што ја доби титулата Зелена беретка, откако Пентагон во 2016 година ги отвори за жените сите борбени работни места, вклучително и оние за специјални операции. Во соседството, Хрватска, на пример, има 60 жени или 5% од припадниците на интервентната полиција. Професорот на Воената академија генерал Михајло Апостолски Методи Хаџијанев смета дека мотивацијските политики треба да бидат прилагодени на културолошките специфики на една заедница. Секоја стимулација мора да биде темелна, мора да биде базирана на претходно добри истражувања, на фидбек од самата заедница кој што треба да ги прифати нив, а тоа е да се види што е тоа што може да биде потенцијален ризик во процесот на интегрирањето на жените во специјалните единици, а што е тоа што може да биде потенцијално олеснување и како ризикот да се намали, како овие олеснувачи да се засилат и да се мултиплицираат за да може таа интеграција да биде што поуспешна. Тој смета дека менувањето на менталитетот и несоздавањето полови и родови предрасуди и стереотипи не започнува во касарните, туку во училишните клупи. И тоа може би што најрана возраст, во која вие ќе градите единство, во која што ќе градите
перцепција, но и ментален пристап кај децата, дека професиите на машки и женски, ако ги делиме, ако продолжиме да ги делиме, нема да можеме да, како се вика, да успееме да ја постигнеме кохезивноста во родова смисла. Се на се, во земјава има напредок во вклучувањето на жените во специјалните сили. Сепак, за уште поголем исчекор потребен е сеопфатен пристап, освен на ниво на образование и на ниво на политики што ќе водат сметка за родовиот аспект и ќе ги демистифицираат традиционалните родови улоги во општеството. Ангажирано лидерство на сите нивоа во безбедносниот сектор е предуслов што се подразбира.